прашање околу портата, која би била улогата на градот во уривање на тој објектите и дали можеби главните перјаници на Скопје 2014 ќе останат со оглед на тоа што вашиот мандат веќе привршува. И да се надополнам на прашањето, каков е вашиот личен став по однос на прашањето? Немам компромисен став по однос на проектот Скопје 2014 и институцијата која што ја предводам е единствената институција која што досега има отстранети такви обележја. Две од галиите пред Нова година во секоја варијанта ќе бидат слушани. За жал, она што го сработи комисијата формирана од владата, кој што го даде како извештај, до сега не го гледаме дека е имплементирано, меѓутоа очекувам, имајќи во предвид дека станува збор за еден извештај и една поинаква посветеност, имајќи во предвид и дописот кој што владата го има пратен од општина Центар за носење на новиот детален урбанистички план за Мал Ринг, дека ќе имаме една посериозна интервенција во рамките на така наречениот проект, тоа е грабежот наречен Скопје 2014 и мојот став околу тоа не останува на променет. Упорно градот ги тера тие работи што ги има, тоа се 3 галии и 5 споменика, еден споменик е тргнат, 2 галии се во тек на тргање, тоа е она што е наша юрисдикција, меѓутоа ги храбрувам и општина Центар и Министерството за култура како институции носители во тој проект да продолжат да ги превземаат оние работи кои што согласно закон треба да ги превземат, а тоа е да ги отстранат дивоградбите наречени Скопје 2014. Дали на 25 Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе надзор, така да го наречам, во Дрисла и што се случува? Ќе има ли отварање наскоро? Агенцијата за храна и ветерина нема улога да врши контрола или надзор над санитарната депонија Дрисла. Така ви може сум грешка Ако исправете мислите ме? на стационарот, се вика поранешно Вардаришта, сегашна Лајка. Да. Ако мислите на стационарот. Мислам на Ви тоа. ви благодарам многу на прецизното прашање. Агенцијата за храна и ветерина изврши контрола, јас очекувам да бидат донесени актите и очекувам дека многу веројатно и во текот на оваа недела и официјално ќе го отвориме стационарот.